Ајде, повели. Ова значи станчето? Ова е станче. Се работи за помал стан, двособен, дека до околу 50 на квадрати има, може и помалца. Предходно бил канцеларија, па има подготвена кујна, сега таа го има купено станот и сака да го направи за себе и за своите две мали дечиња. Ова според ова, планирам за телевизор што комода да има. Така, обичаено. да. Тоа е прека логика. Одека сакам го како завет што го викам јас, да си има како тросет Така. и некој плакар модерен да не Нешто речам. околу. Да. Ако може да се искористи просторот, би требало да може. Да, може сигурно. Тоа. И фотеличено тука. Трпезариската маса од прилика тука е замислувам, не многу голема да биде. Сакам да те прашам за кујната. Останува вака, како што гледам дека е нова. Здрава. Да, нова е. Или ќе нервуваме некако? Па во основа нема да ме нервува, само ќе претрпи некои мали корекции. Сакам фрижидерот да дојде од таа страна каде што е мринката, Добро. да се изради тоа. И тој дел вам го умивалникот да се искористи за машина за перење. Сало е сакам логично, нели, да умивалник. Горниот го сакам да се покрие, како тоа ќе го изведете, оставам на вас. И Па, тоа е не, тоа. тоа смисла. Па тоа е тоа, да, околу кујната. Друго нема ништо што би можело да се коригира тука. Да, тука на призор да си имаме едно плакарче за све ние го викаме, а тука може со просторот ќе видиме. Важно е дека Да, контури да биде. Тука за качалка некако да се искористи простор, ако може да тука да се стави. бој, материјали. Па, боите да бидат оние мирија, тоа би ги викам. Да бидат како кремасто нешто, кафеавкасто. Земјени тонови. Земјени тонови. Убаво си кажа, баш на тие мислев. Околу боите тоа. Тапети нешто така украсно. Може да го стави. Може, али не да превладува нешто премногу. И јаки бои не сакам, например, не црвена, бела, зелена, нешто тие. Значи мирен топол простор. Така. Дома. Дома. Баш како дома, домашна атмосфера, мирна така. Тоа. Тука предпоставам да Ова е спалната, тоа е тоа. А ова е столничето? Да. Ова е спалната, мала. И ме посветувам на децата. Значи не е типично со обрача кревет над касничка гарнир. Да, сакам имам две малечки дечиња, сакам да ги сместам на кревет, кој ќе ги биде долу со фиока на пуштање. Чи ми покажуваш тука ти веќе имаш идеја. Да. Жена за спалната соба имаше многу барања. Значи, прво сакаше креветите на кантарсе, да има не знам колку плакари, да има нели работна маса и фиоки и така натака. Меѓутоа просторот е ограничен. Колку и да се обидов да испроектирам било што друго, едноставно ова што ќе го направиме ние во станот, ќе биде, да речем, единственото решение за неа. Бои на плаво, одмah На да плаво? кажам, да, пошто ми се машки двете. Значи Спајдермен. Нешто тако да Знам дека не си е нешто многу Спајдермен да превладува, затоа што сега Спајдермен утре ќе биде кој знае што, значи некој стикер, нешто така, некој детај, да речеме. Ќе им украсиме, да, нека се радуваат децата. Па, како просторче спалната е, сега не знам дали е интересна, малечка е. Значи, таа би била одлична за едно дете, доволна за две, меѓутоа, бидејќи се многу малечки дечињата, бил ја на посака на почетокот да може да спие заедно со нив. Ова е патилцата. Значи тоа е спремно све. Не би требало да истрпи нешто многу корекција, освен плакарче за лична хигиена, нешто да може да се стави. Машината за перење. Машината за перење нормално и каде така може некој параван За да не скава прска. вода. Тоа е тоа. Мене не мислам дека се јасно, нешто треба да знам да се разбрав. Станува клуча да ми дадеш. Да, тоа е најважно. Во станот Билјана имаше конкретни барања кои се обидов да ги исполнам. Освен естетиката за која побара да се надоврземе на боите од постојната кујна, се да е кафено, кремасто и слично, требаше да надополниме и низа други желби. Прво на влезот треба да има плакар со закачалки и дел за чевли. Дневната да се организира така што ќе има трпезариска маса, која иако е нацртана бела, треба да биде со дрвен дезен и да биде блиску до кујната. Столчињата дрвени и лесни, не кабасти за да може да служат и за дечињата. Софа на отворање, фотелја, полици за книги, место за приватни фотографии, ТВ комода и елементи со што повеќе место за гардеробирање, кои нема да изгледаат како класичен плакар. Во кујната ќе измениме дел од распоредот, така што ќе се обидеме да ги искористиме и постојните елементи, а ќе ја подзатвориме со нов гипс картонски зид
транзит кон дневната. Билјана бараше и мало шанкче на кое ќе може да ги седне дечињата додека таа работи во кујната. Детската прво беше замислена со кревети на кат, кои многу го затвораа просторот, па се реши креветите да се симнат на земја. Целото живење ќе бара доста организираност од Билјана, за дење да има доволно простор за дружба и удобно живење, а ноќе доволно простор за мирен, убав сон. Почетокот воопшто не беше предвидено да се менува подот. Значи, јас влегов во станот со нишан дека имам готов стан за работа. Меѓутоа, кога ние влеговме во станот да го работиме, констатира дека подот има претрпено некој проблем. Проблемот излезе дека е отпукнат вентил на радиаторот и бидејќи зградата е поодамна направена, не можеа да најдат воопшто таков ламинат за замена и одлучивме заедно со Билјана да се измени целиот под. Прво си мислев дека подовите во тие згради се дрвени или се минимум готови паркети. Меѓутоа излезе дека тоа е ламинат. И сега во консултација со Билјана, бидејќи се едно ќе се менуваше, се договоривме прво да побараме опција на готов под, дрвен, а потоа, ако не бива таа варијанта, да одиме на ламинатен. Така што, мислам дека ќе бираме прво готов под. Може да ти покажам тука некои варијанти кои што ги имаме веќе од тие трослени паркети што се. Да. Сега зависи од тоа што барате. Може има доста на избор. Има богам. Со тоа што моментално што е во тренд тоа се овие така по-рустични варијанти со големи чворови. Да, и на допир се забележува. Да, доста рапало. Да. Со тоа што ги има во изгледа и во уљана варијанта и во веќе во лакована варијанта тие. Нормално има и варијанти кои што се со поклот варијанти без чворови. Зависи значи што барате сега. Мал е просторот, значи ми треба нешто што е светло. Овие модели овде што се поголеми даски. Така. Сега веќе пошто е помал просторот може да се постават со помало. Со помали, помало изгледа. Така. Тоа е нешто вака варијанта, вила варијантата. Значи тие се веќе одлепени парчиња. И доаѓа како класичен паркет кој ќе се нареди, со тоа што зависи нели дали е може од дав, јасен, значи нешто слично на ова ќе треба сигурно. Орев, зависи кој што бара. Со тоа што тие се парчињата веќе поголеми, 2 метри и 20 доаѓаат на 19 сантиметри. И спојот не се приметува кај ќе се клипнат една на друга даските, не се приметува. Така, додека овдека се познава, значи лево, така. Тука веќе го има како вежлев сега во зависност од моделот исто. Значи тоа е во принцип би било добра варијанта за кај вас сега. 35 годишна гаранција има. Гаранцијата е на клико дека нема да раздвои, нема да дојде до деформација на даската и до патинирање на бојата. Така. Значи тие се главни елементи кои што се под гаранција. Потешко се натиснува, значи не се гребе како што се гребат и натиснуваат класичните паркети. Тоа е многу важен елемент за таков тип на подови. Мислам дека може да разгледаме уште малку и да се решам на крај. Вака најдаш не може. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style.
Неверојатно е што се подот може да направи. Подот изгледаше многу убаво. На крајот успеавме да најдеме и квадратура и убав квалитет на дрвен под со квикстеп. Она што нас многу ни вредеше нели во моментот е дека се постави многу брзо. Некои од дрвените подови што ќе ги нарачате препорачуваат лепење, а некои не. На помали простори секој пат може да биде само нареден, а оној звук, заради кој некои не го сакаат ламинатот или само наредениот под, се решава со специјалните подлоги што ги имаат во квикстеп. По наредениот под, веќе можеме да ги порачаме и мебелите. Први ни се Акрон. Позиција на детска соба, така? Да, меѓутоа ова е единствената позиција за плакар? Да. Во станот? Да. Така, целото семејство ќе се Да. Да. Добро. Направивме на основна варијанта, нели во однос на дворено закачување, Да. кошули са кола панталони на приклоп. Таман. И од другата страна простор за диплење. И сега не знам, фиоки имате потреба во овој плакар? Не, од другава страна, значи, ќе има уште едно плакарче, и Так. детско, меѓутоа таму ќе има фиоки. Добро. Се допаѓа вака, мислам дека ќе ми биде таман за диплена гардероба. Да, нестандардно е што овде ќе се појави една маска од страната, која Да. што ако немавме надградба немаше да ја има, нели? Јасно. Меѓутоа за да може да се го искористите остатокот нели од собата со други елементи. Да. Кажеме во однос на вратите, огледало нешто дали сте намислила? Да, едната врата да е целата огледало, другата да е бела иверка. Бела мат или бела сјајна? Сјајна, да. Добро, а во однос на оковот, бело или сребро? Мислам бело симпатично ќе личи. Во детска соба, бел некако. Ако вази. Да. Тоа би било може. тоа. Да. Тоа се договори. Тоа е тоа. Супер. Билјана единствено за детската соба се согласи на бела боја, па затоа и плакарот и мебелот ќе биде изведен во бела сјајна иверка. Иако не сакаше бела боја на мебелот, кога извртевме многу фотографии од интернет за детски соби, констатиравме дека белата не и пречи. Додека монтираат во станот, Јана е со Александра во избор на гарнитура за седење. Ми треба софа, тросет всушност на отварање за дневна соба. Многу мал стан. Добро. Од околу имам, значи веќе поставени библиотече, цртичка, плакарче, цртичка се. Некаде измеѓу треба да влезе. Тоа значи дека Софата. немаме варијанта за помала гол, што и да е. Никако. Тросет. Значи јас би ти понудила, односно мислам дека овој модел е убав малечок. На дадената фотографија е поагол. Да. Ќе го направиме тросет варијанта, каде што ќе вметнеме механизам. Механизмот е италијански, значи сосема солиден за секојдневно преспивање. Так, Еден се вклопи во комотно амбиентот да преспие, во да, секој без да случај. го пушти тој механизам. Од десетата линија моментално во салонот го, значи ја имаме фотелјата, јас ќе ти ја покажам. Таа ја гледаш. Добро. Само во сива варијанта. Аха. Фотелјата си е удобна малечка. Изборот на ногарата, односно тонот, Тоа си е, посебно, да. на фарбата ќе го дефинираме. Тоа е она што јас стрикно би понудила за едно такво Па ето уште станче што? кое што ти ми го посочи. Уште што ќе да одбереме, да. Значи, што се троседот, варијантата крем, Да, би нешто ги вако. препорачала Или ова, или ова, овие нешто нијанси, значи тука јасно имаш е веќе, повторно да. нешто, можеби потемно така, да кажеме сиво кафено. Ова се кремастите варијанти, мада мислам дека крем со крем некако да. Да, ама... Крем со крем не би ти одговарало, можеби нешто еве. појако. Ева го. Нешто се да може да го развиеме во секој случај амбиентот, а да биде пријатно, Одлично. односно да останеме во оние
земјани, кафени, кремасти тонови. Еве, Да. веднаш се одлучувам овој за фотејката. Бидејќи бев многу често на телефон со Неза, за да ми раскажи точно, да ми информира што точно сака, што не сака. Незината желба за станот беше да биде во сите земјани тонови, во сите кремасто кафени нијанси, што може да ги замислам. Значи, по моја, да речам, идеја каде што да биде поставено и како да се организира и на зидовите и во однос на мебелот, и да нема бело. Изборот на боите е на потемна какао боја на два од зидовите во дневната соба, а другото е се кремасто. Во детската се одлучивме за силна тиркизна боја која мислам дека ќе биде убава, радосна боја за момчињата. За нив Билјана ме замоли да им најдеме некои мали стикери за надзидот со Спајдермен, но јас сметав дека е подобро да направиме нешто друго. Еве го најдов на новиот каталог на Комар. И Спајдермен, еве го. Тука имаш голем избор. Да. Клетката прво сакаше всушност да се стикери, ама некако мислам дека многу штосна ќе дојде, многу ќе се радуваат дечињата ако има Спајдермен на голем, Да, значи на цел во крупен план. Да, да. Јас би одела со ова, би го избрала. А димензиите различни се или? Разни се димензии. Ова е 368 на 254, а најголем овој. Најголем. Може да се скрати. И па веројатно тоа ќе треба и да се случи, сепак не е толку зидот, ама можам некои делови да последниве на пример да ги отфрлам, така? Да, може да се скрати. Го имаме Спајдер. Постерот е поголем од позицијата каде треба да биде поставен, па затоа треба да претрпи некакво умно позиционирање и сечење на еден негов дел. Ти беше заглавена кај Вики, бидејќи Билјана ни влезе онака со проектот во средина на работите. Јас дома и конкретно ја испратив, нели, одлучив дека Марија треба да биде таа која што ќе биде на терен. Мислејќи прво, практично да ги дочекува само мајсторите, а ние некако да се разбираме со нив. Меѓутоа излезе дека почнав полека да ја давам вака, да ги фрлам активностите. Повеќе се собра, бога ми бај. Ама добро издржајте. Супер. Испод njega treba da ide 6. Како? Od dole navore. Čega da imam 6 kada je delo? Почнеш прво. Има еден плакар 70. Dobro, već je odmerio plakar. Kad njega počinjeme natak. Ама јас не сам од долу да се почне. И горе да се крати. Малата Марија опасно се снајде со нашите мајстори, ако тие кога ќе начекаат некој нов, знаат на вистина да бидат незгодни. И Јана кога почнуваше со работа пред година дена од прилика и кажав за година дена ќе станеш зверка. И стана. И не се ја зафркава. Ти беше така логанот пред известно време. Не толку одамна. Да. Тешкичко, бога ми, така, само ќе се останеш на почеток со сите мајстори, што не те слушаат. Те препрашуваат 6 пати. Кај голема. Ива каде, да, има што ќе кажеш. Да. А за мене не се сеќавам дека се шегувале. Изгледа немаше некој над мене за да може да го прават тоа. Значи таа се снајде со електричари, со поставка на подовите, со плакарите, со молерите. Јана беше по набавки, јас од дома со Билјана во договори и преговори и во потрага по материјали и модели за станот. И некако се врвеше како што треба. Иако не бев на објект, сите знаеа што се случува и станот се подготвуваше со одлична брзина. Генерално целокупната комуникација и со мајсторите, и со Билјана, и со Јана, и со Ана, и со сите беше на телефон. Значи комплетно целиот стан го извозевме телефонски. Брзина баравме и од нашите нови соработници Ротони. Прв пат соработувам со Ротони, ни излегува пресред да го направат мебелот за многу кусрок и она што ми остави впечаток е дека дојдоа со многу голема екипа. Така што за еден ден практично беа целосно готови, не дека беше нешто огромен станот, ама и во мали станови знаат да се заплеткаат мајстори. Овдека успеа да се снајдат и се што им побаравме подоцна за некоја доработка, ситнурија да доправат, брзо ти го завршија. Значи, они беа во 1,5 ден готови. Кога стаса на терен, имаше ли многу забелешки на тоа што го има изработено Ротони?
Забелешки немав скоро воопшто, значи буквално само некои ситни детали, ова поле, ова подесно, погоре, подале, меѓутоа вака од големиве работи, значи си дојдов се спремно, не очекував, измонтирано, направено, 20 луѓе внатре, викам што се деси, што пропушти, викам вчера бев тука за мене. Так, се си течеше супер. Супер. Ќе ги работиме пак. Супер стварно. Кога се одржува просторот чист додека се работи, особено ценам. Тоа секој пат го имаат акронци, овој пат и електричарите беа одлични, а еве и момците од Ротони. Многу е важно да се работи во средена атмосфера и многу е важно тие што се на објект да се однесуваат како да монтираат во сопствениот дом. Тогаш се е многу подобро. На секој час или два добивав известие од терен со фотографии што е завршено до кај се, кој дошол, кој си завршил, кој отишол на јадење, кој седи на тераса и така натака. Така што не било лошо да имаш добри луѓе на терен и да ти известуваат нон-стоп. Билјана ни е нова во екипата исто така, ја повикавме да ни направи неколку цртежи во дневната соба, бидејќи така целата кремава варијанта на просторот ми изгледаше недоволно динамична. Значи ми требаше нешто да ја освежи. Не заидадов да направи мотиви во некакви гранки, во бамбуси и така натака. Нешто стилизирано, нешто стрипски направено на два сегмента, едниот кај кујната и едниот кај телевизор. Пошто ќе си биде како целина, гледаш истиот мотив, тој и тој, и ова. И мене ова некако ме највише ми се допаѓа, веројатно пошто има и сенки, така на преузлово иде, знаеш како. Да, и не е премногу шарпоно, не е премногу прецизно. Значи цртежите се импровизација на конкретни цртежи кои што заедно ги биравме на интернет. Таа мораше да знае што јас од прилика барам од нејза, нели, за да може после самата да го исцрта приближно она кое што го побара. Значи, ако сакате може да импровизира, ако сакате може конкретен цртеж да се даде и таа да го прецрта горе-доле. Позициите, значи, за каде треба да има цртежи, ги договоривме заедно со Ива и Билјана, девојката која што црта. Брза е. Многу брза. Да, јас се чудев, ми рече се вајле да до 1 сат ќе завршам, како И ја можеш шанса. Ај мажи. Ја поменам до натаму. Но на вистина заврши за неколку часа. На крај ми го испратија и нацртаното. Побарав некои мали корекции и толку. Билјана заврши одлична работа. Јана требаше да ги избере и светилките. Бидејќи е станот визуелно пред неа, може да ја одлучи и точната програма што ќе ја инсталира. Здраво, Дениса, како си? Кажи ми што е ова? Овие ни се новите модели од Егла програмата. Така. Баш сакам да ги видиш и јас досега им се воодушевував. Стварно се многу штосни, многу се ефектни, не ги знам па да си прашам. Значи има единечно, тројка, четврка. Така. Значи за една целосна просторија да се опреми, дневна трапезарија, кои на помали hodničenja, значи цела програма да биде. Целост, така. Да, дори има вклучено и дрва, моментална селекција лици, значи за тоа убава светлина дават. Јачината на светлината? Да, значи овие се со обична фасонка. Може да се стават значи појаки сјалици, но максимум од обичните 60 вати. Ај, па таман. Но од ледот и од економичните сјалици може и појаки. Значи може и појака светлина да дава. Зависи во која просторија, зависи големината на просторијата. Така. Каде треба повеќе светлина да има? Затоа што се били некако многу во светот. Баш нешто вако ми требаше, овој пат имам еден мал стан. Меѓутоа баш никогаш правам контраст, меѓутоа овој пат сакам буквално да се претопат некако во интериерот, значи да не се премногу нападне, туку едноставно само како... Да, овие се баш елегантни, така да кажам поедноставни. Така. Баш вакви некакви ми треба, вака некако си ги замислував и ги видов и не ги познав, па да си прашам за новото. Да ми покажеш нешто друго ново имате? Повели.
Лустерите Јана ги бираше и тие не ги видов на Viber. Ми рече супер се. Ајде да видам како ги видов, добри беа. Да. Борис, ова е природно крзно. Да, така? сите се природни крзна. Ајде да ми кажеш која што е. Значи првично ова е фока, Добро. а доаѓа глава од бела лисица. Леле, колко е меко. А како ги гледам и жал ми па ја Преубави се изработени. Многу субави ефтенка. Да, одлично. Сите се обложени доле со заштитна кожа од литање. Каде ми кажеш како се одржуваат? Се одржуваат, значи се шмукаат без проблем. Не се оштетуваат, значи Не се оштетуваат. А да ми кажеш во колкави димензии одат? Димензиите се изработуваат по ваши. А по желба всушност? По желба, да. Значи се изработуваат од 30 до 45 дена. Па и не е многу. Па и не е многу, за ваков производ и не е многу. Кажи ми, чиго производство се од кај? Ова е фински производ. А, фински? Фински производ, да. И ова е глава од аргентинска. Пак за галенја, бе си вие за галенја вас тука. Преубави се, Мекичко да. убаво. Да, многу што се изгледа сега. Кажи ми за најчесто за каде ги купуваат? Најчесто ги взимаат за делот пред камин, Так. каде што не е премногу фреквентно. Како се формира цената ме интересира. Значи Цената оди по квадрат. Предпоставам, затоа Да. те прашувам, пошто нели не Чим се се некои изработува готови ваша димензии. димензија, да, цената е по квадрат. Јас одамна ги имам забележано, ама никогаш не сум те распрашала. И сега си знамете, се надевам дека некаде ќе можам да ги вклопам. Епа, добро да ми покажеш уште нешто друго, сакам да разгледам. Повеќе. Хајде. Софата е замислена да биде така мека, убава, пријатна за седење, меѓутоа да има можност да се отвара и да се отвара секојдневно треба, бидејќи тоа ќе биде главното легло, нели, на Билјана во иднина. Беше многу важно софата да ја одлучиме пред да го нарачуваме мебелот од Ротони, затоа што требаше да се втопи во целиот сегмент на полици, библиотеки и плакарчиња во незината околина. Некои детали низ просторот се важни за целокупната естетика и тоа се работи сосем на крај. Треба да го видите просторот, да го доживеете и потоа е многу полесно да се изработат. Кога ќе ги поставам завесите и кога ќе се заврши декорирањето, веќе е готов станот, можам да се јавам на Билјана. Па конкретно со неколку детали, просторот е решен. Тој е и онака прилично навиен со содржини потребни за истиот да функционира. По мали простори, од особено значење да се испланира буквално секој сантиметар, за да може да се задоволат сите потреби на корисниците. И на крај, интериерот излезе кафен. Излезе Ти кажа тепихот да го купиш многу шарен, така? Шарен е или не е шарен? Па не е многу шарен, ама мислам дека е доволно шарен. Аха, добро. Може така? Може. Ама убаво е, пријатно е. Страх ми беше така да не излезе штуро. штуро, некако така без душа, ама напротив. Па сега вака топло е и многу е пријатно. Како што гледав по фотографија ми се допаѓаше онака сето тоа што гледам, секако нели не е камера. Ама не се очите, ама тоа што го видов ми изгледаше фино. Пријатно е, многу убаво, да. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери.
Академија Авангард 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Добро вечер. Ајде, Билјана. Чекај, не знам каде попрво да погледнам. Тука сме здраво, право. Здраво. Ајде, уште конечно си дојдов у новиот стан. Ще видиш тука на закачалчето да го искористиме, може ли? Може. Може, каже. Може, дај. Види се, това време. Тука вака може да стане, може? Можеш и там, можеш и тука дозе. Има и друга опција. Тука са тачнички. Така. Може така? Може, како не. Може се. Супер, ајде. И тука е поличиња. Ова имам како да стане внатре, има. Аж како не? А не тиркам сакам постепено да идам. Ова супер. Дотвора може внатре. Цели. Супер. Чевладни се знае купчивли. Супер. Дневната може. Ајде, старо нова ти е. Малко променета. Ти си ја познаеш, ама? Супер. Нели? Одлично. Ево е ова страна. Може да имаш. Имаш и тука екстра просторче. Одлично, не си препознал. Станчето не си го препознал. Добро е тоа, добро е. Така? За домаќинката, Кажи ти кажем, јас и вас си го пенисавме. Се може ти да кажеш печето. Види, се обърна всичката. Да. Исто и внимававме, а видите колку што може да ги избегнеме оние прави. Да нема острио. Така. Точно, да. Дневната. Ја ќе се седнам, многу удобно ми делува. Да пробам да сакам да речам. Ајде. Може? Да, како не. Добре. Се допаѓаат цртежите, кажи ни, ајде нешто кажи. Да, ми само останав без зборови и тоа се ми се свија, што прво да погледнат. Беше онака како мјазите, тоновите, боите, баш како што сум го замислувала. Не знам што да кажам друго. Ето тем. Па така. Значи јас не знам да имам тоа си го кажувам. Нели некој некои живи бои туку така, само мирно, смирени. Така? Да. Јас мислам дека многу пријатно станчево заседање. Но мислам дека има доволно простори по овие шкафи. Да, сега јас сакам да почнам да отворам, ама ајде викам. Е слободно да, слободно. Тој тоа таму е претпоставено на некоја закачалка, така? Да, значи тука имаш исто така блоки. Има доста простор за забележав и ова тука светлата. Чекај јас. Ке смие. Ајде. Ја видиш, тука си се пала, ти се гаса. Тама. Кога се седиш, си прочиташ нешто. Атмосфера. Нели? Одлично. Спајдермен на секаде. Спајдермен, стварно. Испадна цел постер, на тоа се решите сепак. Сепак. А зошто да не? Ке му се радува, знаеш како? Да. Сигурно. Ева плакарчето во печките. Со еден куп фиокички и простора, ово е поголемиот е твојот. Закачувањето е од другата страна. Со мои работи само моментално. Ама безно некаде си оставаме во некој плакар, има по нешто наше. Мора да има по нешто, да. Да, тука телевизорчето мислам дека е таман. Таман е супер, одлично. Тука пиронца за шкртање, цртање, понатаму за учење. Е, супер. Така? Да, одлично. Се допаѓа? Одлично, ми се свиѓа. Да. Мијансата, бојата? Бојата, па, да. Кажувајте, клинците ќе се радуваат. Да, многу. Спајдермен. Мада ја не го замислав толку голем, да ти кажам искрено. Аха. Како беше помалу, значи цел зид што знам не знам. Тој е како тапет нешто, не знам. Да, фототапет, да. Иван избрани го прати, фототапетот Спајдермен на цел пицот. Да. Па то? Вика додека е таа
дури у мода. Да, дури у мода. После ја после. Да, што сакаш да направиш после? Одлично. Сакаш и кривата да ти го покажам мултифункционалниот? Може. Ајде. Ево вака. Прво една фиолка имаме тука. Другата. И на крај дели ова ти се води делото. Сега го повлекуваме и ја си пишам. Мултифункционално. По-функционално ами. Да, супер. Ајде. И од мене тоа. Баш ти фала, многу сум задоволна, преубава е стварно. Баш ме е беше задоволна. Да, многу. Там. Епа тука сега си дочекате празниците. Тука празниците да. Сега ги чекам клинцива кај да треба да дойдат. Требаше со нив да дойдеш. Би ги видел. Па требаше, ама немаше да знаеш кој по прво да го фатиш. Добре, поздравиш од мене. Јас ќе одам сега. Траги се видиме? Да, ајде видиш. Чао, чао. Чао, чао. И клучот, извини, молим те. Ќе мораш да се вратиш па Ќе си отидам. Да. Ајде, чао, чао. Како и во сите мали станови, и во овој требаше да сместиме речиси исто количество мебел, како и во двојно поголем. Затоа, обично, кога уредувате помали станови, ви личи дека сте потрошиле можеби повеќе од планираното. А всушност, и за мал, и за голем стан, потребни се речиси истите нешта. Само размерите се малку поинакви. Пак ви требаат маса, столици, гарнитура, плакари, креветчиња и така натаму. Пак требаат завеси, килими, апарати за домаќинство и слично. Убавината во малите простори е дека имате се во мало на дофат на раката. Негативноста на овие простори е што домакините бараат голема уредност за да може станот да остане комотен за живење. Иако од искуство со многу мали деца тоа навистина не е лесна работа, па колкав и да ви е домот. Сепак, на Билјана и ги исполнивме очекувањата што мене ми е особено драго. Таа беше од оние клиенти што ми кажа: "Ти мораш да ми го уредиш, зашто јас не би можела самата да одлучувам за многу нешта." И тоа е една од задачите на архитектите: да проценат, да исполнат, да задоволат, да продрат во мислите кои не се кажани и желбите неприкажани. Уживајте во новиот топол дом на Билјана. Се гледаме следната недела во исто време.